Градбата на јавната бања од римскиот период датирана некаде околу првиот век, а која археолозите за прв пат ја открија уште во 2022 година на локалитетот Долиште, помеѓу прилепските села Волково и Прилепец, годинава ја доживеа и својата втора истражувачка етапа. Станува збор за така наречен судаториум, кој имал висечки пот од керамички плочки и малтер, кои лежеле врз столпчиња од така наречени хипокаустни керамички кружни тули, под кои струел топол воздух, што всушност е еден вид подно загревање. Исто така имало и други простории. Во едната просторија луѓето оделе во базен со топла вода, во друга просторија во базен со ладна вода, исто така имало и соблекувални. Во наредните години се надеваме дека со другите истражувачки кампањи ќе ги откриеме и овие други простори кои што ги наброив. Инаку бајната што истражуваме селото Прилепец е јавна градба. Оние побогати луѓе во тоа римско време имале во своите луксузни домови своји помали бањи. Меѓутоа, димензиите на просторијата што веќе ние ја истражуваме покажува дека станува збор за јавна градба, бања на градот што постоел во близина на селото Прилепец. Што се однесува пак до градот кој екзистирал на овој простор, најголемите уверувања на археолозите се дека станува збор за се уште неубицираниот град Пелагонија. Ова од причини што овде се откриени и две бронзени монети, една на Александар и една кована од градот Пелагонија. Монетите од градот Пелагонија, кои се ковале веднаш по поделбата на античка Македонија, а по римската окупација во средината на вториот век, се мошне ретки, објаснува Темелковски. Во претходните години во непосредна близина се истражувани и неколку пунктови за погребувања во подолг временски интервал од околу 800 години, односно од 6 до 3 век од нашата ера. Инаку римската бања во Долиште е второ вакво откритие во Прилепско, после онаа во локалитетот Пештерица, која била откриена уште во 1965 година, а која сега е потопена со водите од Вештачкото езеро. Археолозите се надеваат дека новооткриената бања нема да ја има судбината на првата. Министерството за култура годинашните истражувања ги поддржа со 3000 евра.